Добро вечер, почитувани гледачи. Централно издание на Дневникот на регионалната К1 телевизија. Во него се собрани најновите информации од Вардарскиот регион, Македонија и светот. И вечер во фокусот го ставаме на активностите на политичките партии поврзани со предвремените парламентарни избори. Почнуваме по настаните на денот. Останете со нас. Најголемите коалиции вчера вечер во Велес, Неготино и Кавадарци. Се реконструира автопатската делница Неготино-Демир Капија. Утре по 17-ти пат во Македонија ќе се спроведува акцијата Ден на дрвото засадија својата иднина. Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН, вчера вечер изборно се представија во Велес. Пред Верешани беше представена програмата Реално, од кој беа промовирани повеќе проекти како реконструкција на повеќе регионални и локални патишта, изградба на водоводи и канализациони мрежи и гасификација на Велес. Дијана Иванова повеќе за ова. Реконструкција на автопатот Велес градско и регионални и локални патишта, реконструкција и изградба на водоводни и канализациони линии, гасификација на Велес. Ова се само дел од проектите кои се содржани во изборната програма Реално, со која коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН го бара гласот на народот за нов 4-годишен мандат, во кој ќе продолжи процесот на отварање на нови фабрики и намалување на невработеноста. Лидерот Никола Груевски вчера вечер, представувајќи ја пред Велешани програмата Реално, рече дека се решава и проблемот со згурата, а ќе се санира и адаптира спортската сала Гемиджи. Ќе се изградат и 4 нови градинки во Велес. Во новата програма се предвидуваат уште многу други работи. Се предвидува дека невработеноста ќе продолжи да опаѓа и од сегашните 24% ќе се спушти некаде помеѓу 17 и 18% за 4 години, а ќе се отворат нови 70.000 работни места во Македонија. Пензиите на пензионерите и платите во јавниот сектор ќе пораснат за 10,25%. Социјалната помош на примателите на социјална помош во 4 годишниот период ќе порасне за 50%. Носителот на листата за пратеници во изборната единица број 3 Илија Димовски, подсетувајќи што се е направено во изминатите години, направи споредба колку Велешани оделена работа во времето на СДСМ, а колку денес. Набројувајќи ги новите поголеми инвестиции, Димовски рече дека ВМРО-ДПМН и Велешани нема да дозволат двојазичност и кантонизација на Македонија. Велес е срцето на Македонија, не само географски, туку и историски, и културно, и интелектуално, и најзначајно, и револуционерно. Велес не сака двојазичност. Велес не сака федерации, не сака конфедерации, не сака кантонизации, не сака регионализации. Велес нема да прифати нити промена на уставот на републиката, нити проширување на Охридскиот рамковен договор. На митингот говореше и кандидатот за пратеник Ѓорги Коџобашиев. На 11 декември граѓаните ќе ја дадат својата подршка на единствениот лидер кој одаде почит на сите кои се стремелија во независноста на оваа држава. Лидер кој непоштедно и посветено ја гради Република Македонија, лидер кој се бори за модерна, успешна Европска Република Македонија. А тоа е почитувани председател на ВМРО-ДПМН и предводник на коалицијата за подобра Македонија, господинот Никола Груевски. Пред Велешани се обратија и представници на политичките партии, кои се дел од коалицијата за подобра Македонија. Кандидатот за пратеник на ВМРО-ДПМН од коалицијата за подобра Македонија во изборна единица 3, Ѓорги Коџабашиев, на пресконференција представи дел од проектот Рурални развој зони, со кој се очекува повисок животен стандард и отварање на нови работни места.
За подробни информации во прилогот од колешката Сања Левкова-Ангелова. По примерот на ТИР сезоните ќе се развиваат и македонските рурални општини. Проектот Рурални развојни зони нуди огромна поволност за сите што ќе отворат производствен капацитет во македонските општини. Целта е да се потикне економскиот развој во руралните средини, каде за новоотворените фирми предвидени се повеќе мерки за поддршка. Ослободување од данок на добивка за период од 10 години. Ослободување од персонален данок на доход за вработените за период од 10 години. Ослободени се однесува за висината на личниот доход до 3 просечни плати за лица со основно образование и средно образование и до 5 просечни плати за лица со високо образование. Предвидена е финансиска помош при изградба на нов објект во износ од 20% од вредноста на инвестицијата, но најмногу до 500.000 евра по инвестиција. Ослободување од царина и ДДВ за увезената опрема за реализација на инвестицијата, ослободување од обука за вработените или нивна преквалификација од страна на АВРМ, обезбедување грант за креирање на работни места 2000 евра за невработено лице, евидентирано во АВРМ подолго од 6 месеци и 4000 евра за вработување стечен работник. Коџа Башиев истакна дека со реализација на овој проект се очекува повисок животен стандард и изградба на нови индустријски зони кои ќе отворат нови работни места. Кандидатката за пратеник на ВМРО ДПМН од изборна единица 4 од Кавадарци, Весна Пемова, денеска на пресконференција најави дел од проектите од патната инфраструктура наменети за тиквешијата. Таа истовремено потсети на изградените и на реконструираните регионални и локални патишта. Нашата дописничка од Кавадарци Мартина Митков има повеќе. Ќе биде изграден експресен пат од Градско до Прилеп преку Росуман, Дреново и Раец, кој ќе се вика 2 август и ќе биде во износ од 80 милиони евра. Ќе се реконструира регионалниот пат Росуман Кавадарци во вредност од 600.000 евра. Исто така ќе се реконструира преостанатиот дел од регионалниот пат Кавадарци Неготино. Ова се дел од проектите од патната инфраструктура кои денеска на пресконференција ги спомена кандидатката за пратеник на ВМРО ДПМН од изборната единица 4 од Кавадарци Весна Пемова. Четврто, ќе осветлиме крстосницата кај Дреново на патот Кавадарци Прилеп. Пето, ќе ги реконструираме влезовите во градот Кавадарци рок 2018-2020 година. Шесто, ќе го реконструираме мостот на регионалниот пат на реката Лудамара во селото Ваташа, на место на стариот мост кој е во лоша состојба со должина од 30 метра и ширина 8,5 метра. Проценета вредност е 293.000 евра, рок 2017-2019 година. Пемова рече дека ќе биде изграден нов асфалтен пат во должина од 5,2 км меѓу селото Сопот и Рибарци, а ќе се изгради и делницата на локалниот пат од Долна до Горна Бошава во должина од 900 метри. Пемова потсети дека предходниот период биле изградени и реконструирани повеќе локални и регионални патишта во Кавадарци. Патишта до Ресава, Бегниште, Мушов гроб, Страгово, Крњево, Бохула, Грниково и Вариш. Истовремено таа информираше дека комплетно е обновена хоризонталната и вертикалната сигнализација на патните правци Кавадарци Неготино, Кавадарци Дреново и Кавадарци Росоман. Кандидатката за пратеник од коалицијата за подобра Македонија во изборната единица број 4 Павлинка Честојнова вчера вечер изборно се представи пред жителите од местата Тимјаник и Тремник Неготинско. Таа, промовирајќи дел од изборната програма, се задржа на новиот проект Агропазар Македонија. Павлинка Честојнова, кандидат за пратеник од коалицијата за подобра Македонија, вчера вечер имаше изборно представување пред жителите од населените места Тимјаник и Тремник Неготинско. Подеднакво ќе се решаваат проблемите и во градовите и во селата, рече Честојнова, нагласувајќи го проектот Агропазар Македонија. Веќе следната година започнува со изградба на патот од влезот на селото до центарот во село Тремник во должина од 1 километар. Како што каже и градоначалникот, автопатот
Неготино од Емиркапија е започнат со реконструкција. Грабениот асфалт од таму ќе оди во сите наши села, тампонирање на селата, на патиштата во нашите села. Но прво ќе се започне од овде, од село Тремник. Проекти кои го развиваат земјоделството има и во новата програма. Исплатата на субвенциите ќе биде како и досега редовна, а поволностите уште поголеми, рече Спиро Ристовски. Во рамки на новата програма се предвидени речи се 600 милиони евра поддршка за македонскиот земјоделец, потоа поддршка на државата во делот на зголемување на учеството на државата, односно сооднос од 60-40 во делот на механизацијата, кој што е многу значен за во делот на поддршка на механизацијата и на самите директно на самите земјоделци, а исто така голем број инфраструктурни проекти се предвидени кои што се од интерес и од локален, но и регионален карактер за Неготино и сите населени места. Честојнова најави дека до крајот на изборната трка ќе биде постојано на терен за нажителите од изборната единица број 4 да им ги промовира проектите, со кои го бара нивниот глас за пратеник во Собранието на Република Македонија од редовите на ВМРО ДПМН. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата вчера вечер предизборно се представија пред жителите од Неготино и Кавадарци. Ветија зголемување на минималната плата, повеќе проекти за земјоделците и проекти за млади. Мартина Митков го следеше митингот и ги има деталите. Коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија вчера вечер на митинзите во Тиквешијата ја представи својата изборна програма со која ќе настапи на предвремените парламентарни избори. Лидерот на СДСМ пред граѓаните во Кавадарци и Неготино најави нови вработувања, развој на економијата, зголемување на минималната и просечната плата, намалување на ДДВ-то на 15%. Секако заев од најголемиот лозаровински регион во Македонија најави повисоки субвенции за лозарите, нивно исплаќање на време, гарантиран откуп на грозието и зелена нафта, но додаде дека за да има напредок потребни се добри економски и стабилни политики со одговорна влада за потребите на граѓаните. Наспроти сите неправди што ги доживеавте изминатата деценија, од сиромаштијата додека власта трупаше милиарди на странски сметки, до сите закани, уцени и притисоци што ве ги прават. Вие нема да зависите од 60 евра со кои сте приморани да го продадете својот глас, ниту да подржувате политички партии за да земете плата, пензија, социјална помош, субвенции, што ви се гарантирани со закон. И никому нема да должите, ни на Заев, ни на Бетијан, ни на никој. Пред присутните се обратија и кандидатите за пратеници на СДСМ од изборната единица 4, Ристо Ташев од Неготино и Бетијан Китев од Кавадарци. Китев рече дека власта преку своите медиуми креирала лажна вистина. Не е нормално грозието да скапува, а визбите да добиваат субвенции. Нема повеќе лозарите да страдаат за своите пари, нагласи Китев. Тиквешијата долги години беше позната по лозарството. Кавадарци беше меѓу 4 најбогати градови во Македонија благодарение на лозарството. Власта на ВМРО ДПМН не само што го уништи лозарството, туку почна да се бие, да тера шега со лозарите. Па наместо повик за нови субвенции, повеќе пари за лозарите, тие повика да се саде афион и да се копачат лозијата. Тоа нема да го дозволиме и тоа ќе го прекинеме на 11 декември. На Македонија е потребна власт која ќе гарантира слобода на граѓанинот, власт која ќе гарантира сигурна економија, власт која ќе овозможи живот овде во Македонија. Овде сакам да ги прашам луѓето од ДПМН, со кое лице пред некој ден застанаа на овој площад и се обратија до вас. Беа најавени и голем број мерки и проекти за младите, проекти за намалување на загадувањето, нула толеранција за криминалот, европски норми и плати и слично. Во своите обраќања политичарите од СДСМ нагласија дека во Македонија може да се има подобар живот и подобар стандард. Граѓаните беа повикани на 11 декември масовно да излезат и да гласаат за подобар живот во Македонија.
Кандидатот за пратеник на СДСМ и коалиционите партнери во избор на единица 3, Панче Иванов, денеска на пресконференција представи дел од планот за живот. Иванов најави дека платите во јавниот и државниот сектор ќе растеле со развој на економијата во државата. Планот за живот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија предвидува повисоки плати за да живееме подобро. Просечната плата целиме да ја покачиме до 30.000 денари. Во едно семејство со двајца вработени, заедничкиот приход да биде 1.000 евра месечно, истакна кандидатот за пратеник на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во изборната единица 3, Панче Иванов. Платите во јавниот и државниот сектор ќе растат со развојот на економијата во Македонија. Вработените во јавниот и државниот сектор ќе ги мотивираме преку награди да работат ефикасно и посветено, наместо преку досегашните политики и казни. Како што истакна Иванов, планирано е двојно зголемување на платите на здравствените работници, како и зголемување на платите на наставниците и професорите, а најави и раст на пензиите. Важни ни се домашните фирми. За нив предвидуваме за 100 пати поголема државна помош од досегашната. Почитувани граѓани, планот за живот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го носи вистински животот во Македонија. Планот за живот, како што истакна Иванов, е насочен кон сите граѓани во земјава. Истиот има за цел подобрување на стандардот на сите. Дамјан Манчевски од СДСМ вели дека план за животот значи економско зајакнување на домашните фирми. Манчевски вели дека доколку тие дојдат на власт, државата ќе исплаќа по 108.000 денари за вработување на лица до 50 години, под услов да добива просечна плата во висина од 30.000 денари. Планот за живот на СДСМ и коалицијата предвидува сигурна економска иднина за граѓаните на Македонија. Економски ќе ги зајакнеме домашните фирми со 140 милиони евра директна поддршка, со што ќе се обезбедат повисоки плати и повеќе работни места, рече Дамјан Манчевски, кандидат за пратеник на коалицијата предводена од СДСМ во изборната единица 1. Совраќањето на парите кон граѓаните ќе се зголеми и личната потрошувачка. Тоа ќе значи и повеќе пари во оптек и повеќе пари за фирмите. Ќе зголемиме државната помош за малите и средни предпријатија од сегашните 200.000 евра на 20 милиони евра во првата година, 30 милиони во втората и 40 милиони евра до крајот на мандатот. Тоа е зголемување за 100 пати. Манчевски истакна дека во програмата е предвидено зголемување на просечната плата на 30.000 денари, како и финансиска поддршка кон фирмите. Државата ќе дава по 108.000 денари за вработување на лице до 50 години, со услов да добива просечна плата. Ќе даваме и по 162.000 денари за вработување на лица од ранливите категории, повторно со услов да прима просечна плата. Исплата по 72.000 денари ќе се исплаќаат за преземање на лица од администрацијата со услов да примаат просечна плата, додаде Манчевски. Општинската организација на СДСМ Велес денеска до редакцијата на К1 телевизија достави писмена реакција која се однесува на пресконференцијата, која вчера во организација на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН го одржа Јордан Витанов. Општинската организација на СДСМ Велес испрати писмена реакција на пресконференцијата на Јордан Витанов, директор на Народниот театар Јордан Хаџи Константинов Џинот, во која се вели: тешки националистички зборови на омраза и етничка нетрпеливост потекоа од вашата уста, господине актер и директор на институција од областа на културата. Засрамете се и извинете им се на нашите сограѓани и комшии од Бузалково, Сливник, Клуковец и Ванковци. Засрамете се и извинете им се на вашите колеги, на кои сте им директор, на културните работници и на сите ваши и наши коалициони партнери кои имаат национални знамиња, различни од македонското, а здружени со македонското. Илинденците, гимиџиите, партизаните, бранителите на Македонија не беа националисти, туку борци за соживот на сите граѓани на оваа земја. Македонија е мултиетничка држава, се вели меѓу другото во писмената реакција на СДСМ.
по емитување на писмената реакција која ја достави СДСМ во редакцијата на К1 во врска со вчерашната пресконференција на Јордан Витанов. Доцна попладнево во редакцијата стигна и писмена контрареакција од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН ја испрати писмена реакција на реакцијата на СДСМ, која се однесуваше на пресконференцијата одржана од страна на Јордан Витанов. Во реакцијата се вели: СДСМ по кој знае кој пат очајнички се обидува да го избрише големиот срам кој им го нанесоа на Велешани. Наместо да се извинат за скандалот кој го предизвикаа со веењето на албански знамиња и ширење на антидржавни пораки на митингот во Велес, тие продолжија со манипулации преку неиздржани и недолични напади. Целта е да се одвлече вниманието на јавноста од најважното – идејата на Зоран Заев и СДСМ за редефинирање на Република Македонија, воведување двојазичност на целата нејзина територија и федерализација на државата. Истиот Зоран Заев ќе остане во историјата запаметен како првиот македонец кој се обидел и не успеал да го подели македонскиот народ и да ја федерализира Македонија. Во овие погубни политики за Македонија, тој и неговите пајташи од СДСМ нема да успеат, се вели меѓу другото во писмената реакција на ВМРО ДПМН. Се реконструира автопатската делница Неготино-Демир Капија. Реконструкцијата е со цел да бидат обновени најоштетените делови на автопатската делница, да се добие модерен автопат и безбеден сообраќај. За подетални информации во прилогот од колешката Сања Левкова Ангелова. Се реконструира автопатската делница Неготино-Демир Капија во должина од 16 километри во двата правца. Инвестицијата изнесува 5 милиони евра, средства обезбедени од буџетот на јавното претпријатие за државни патишта. Увид на градежните работи извршија министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски и директорот на јавното претпријатие за државни патишта Александар Стојанов. Ова ни беше една од приоритетните делници заради тоа што беше многу оштетена и веќе беше загрозена безбедноста на сообраќајот, односно беше намалена прво брзината на 100 па на 80 на сат, но повеќе веќе не можевме да дозволиме вакво пропаѓање на автопатот и затоа решивме со наши средства да направиме еден напор за да ја рехабилитираме оваа делница. Оваа делница е оштетената делница со должина од 8,8 км, во двата правци се излегуваат значи околу 17 км. Работата е добит домашна фирма изведуваш гранита, вредноста на договорот е околу 5 милиони евра. Со реконструкцијата ќе бидат обновени најоштетените делови на автопатската делница и ќе се добие модерен автопат и безбеден сообраќај. Досега реконструирани и изградени се преку 1300 километри патишта во Република Македонија, автопати регионални, магистрални и локални патишта. Зимата и снегот нема да бидат изненадување и отежнување на сообраќајот во Кавадарци. Зимската служба е подготвена да интервенира на терен. Првиот човек на службата вели дека механизацијата е во одлична форма и има набавено доволно количини на сол и ризла. Тој ветува дека доследно ќе одговорат на задачата за чисти улици и безбеден сообраќај во зимски услови. Повременото провејување на снег најави започнување на зимската идила, но тоа истовремено значи отежнување на сообраќајот на патиштата. И годинава повторно зимата и снегот нема да бидат изненадување и отежнување на сообраќајот, земајќи го во предвид спремноста и опременоста на возниот парк на зимската служба, која е задолжена за одржување на патната инфраструктура во Кавадарци. Градоначалникот Панов е задоволен од спремноста на механизацијата и возниот парк за работа во зимски услови на службата. Еве не превари времето, меѓутоа не затекна неспремни. Тука сме на лице место да еве целокупната јавност од цело Кавадарци, односно цела општина Кавадарци, благовремено ја информираме дека компанијата Јами, која што го има се уште тендерот за зимското одржување, и оваа година е спремна, дека има набавено тоа што треба според тендерската документација и дека еве во текот на денешниот ден во горниот дел од нашата општина или во Бошавијата веќе се интервенира. Сите улици, патишта, независно од тоа дали се во надлежност на локалната самоуправа или државни, се одржуваат, сите се проводни и се надевам дека нема да падне толку многу снег за да не можеме да привтасаме да го исчистиме, за да
сите и во овие зимски услови имаат непречен пристап до своите села, до своите имоти во Потскужовието. Првиот човек на зимската служба Митко Јанчев потврди дека механизацијата е во одлична форма и има набавено доволно количини на сол и ризла. Јанчев ветува дека како и во претходните години, така и годинава, доследно ќе одговорат на задачата за чисти улици и безбеден сообраќај во зимски услови. Јами како и секоја година, како дел од Кожучанка, односно подфирма на Кожучанка, е спремна да одговори на потребите на зимските услови, односно ние веќе имаме набавено 60 тони индустријска сол, 100 метри кубни ризла, така да потребите од репа материјал се обезбедени за теконата година во целост. Инаку во делот на механизацијата во моментот се активни 3 возила, кои што го отстрануваат снегот на планинските подрачја, затоа што се уште во градот не се задржува како снежни наноси. И јас сакам лично од компанијата да ги уверам сите граѓани и жители на општина Кавалаци без разлика за кои места станува збор и за рископланински и за градските подрачја, дека во интерес на граѓаните Јами е спремна да се справи со било какви услови во делот на зимското одржавање. За сега, сите магистрални и регионални патишта се во добра состојба. Сообраќајот по нив може да се одвива нормално. Повеќе од 15 сантиметри е снежната обивка која ја побеле утринава висорамнината Витачево. Поради постоење основни насомнение за сторено кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување, полициската станица во Кавадарци поднесе кривична пријава против 51 годишниот љ.ј. Валентина Михајловска ги има деталите. Кривична пријава против 51 годишниот љ.ј. поднесе полициската станица Кавадарци поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување. Имено во временскиот период од 2010 до 2014 година, љ.ј. во својство на директор на Општинското основно училиште Гоце Делчев од Кавадарци со искористување на службената положба и овластување, дозволил во ова училиште да биде воведено изучување на италијанскиот јазик како втор задолжителен странски јазик во паралелките од 6 до 9 одделение, без претходна писмена одлука од Совет на родители и од училишниот одбор, иако изучувањето на овој јазик не било предвидено во наставните планови и програми, изготвени од Бирото за развој на образованието и одобрени од Министерството за образование на Република Македонија. Со наведеното дејствие, за друг било прибавена противправна имотна корист во износ од 760.904 денари по основна плати за вработениот наставник по италијански јазик на штета на буџетот на Република Македонија. Основниот суд во Велес поднесе обвинителен предлог за кривично дело измама против ДНК. Таа се сомничи дека лажно прикажувајќи им факти на две лица, се обидела за себе да прибави противправна имотна корист во висина од 183.500 денари. Обвинителен предлог е поднесен против ДНК, вработена како потпарол во кабинетот на заменик министерот за култура за кривично дело измама од страна на Основниот суд Велес, соопшти денеска јавното обвинителство на Република Македонија. Обвинетата осомничена е дека со намера за себе да прибави противправна имотна корист во периодот од 7.8.2016 до 3.9.2016 година во повеќе наврати ги довела во заблуда оштетените татко и кирка, лажно прикажувајќи им го фактот дека може да го вработи нивниот син, односно брат во МВР, на огласот за прием на полицајци кој бил во тек. При тоа таа се повикувала на блиски пријателски односи со влијателни луѓе од МВР, со што ги навела оштетените да исплатат вкупен паричен износ од 183.500 денари, и тоа етапно, како што течеле активностите околу конкурсот за вработување. 3 дена по последната уплата, оштетените добиле известување од обвинетата по телефон и пристапиле во Центарот за обука во Идризово заради подпишување на договорот за вработување, но им било кажано дека не е организирано подпишување на договори и дека нивниот син, односно брат, воопшто не е примен на огласот за обука на полицајци. Во текот на истрагата, како што соопшти обвинителството, биле испитани оштетените лица и сведоци, а биле прибрани повеќе материјални докази во подкрепа на обвинителниот предлог.
Утре во Кавадарци ќе се реализира акцијата Ден на дрвото засадија својата иднина. На површина од 15 хектари на висорамнината Витачево ќе бидат засадени околу 35.000 садници. Во акцијата ќе се вклучат сите основни и средни училишта од Кавадарци. Учениците ќе садат во урбаните делови од градот и во дворовите на училиштата. Девета година поред продолжува традицијата за реализација на акцијата Ден на дрвото засадија својата иднина, со засадување на неколку дрвца во дворот на новата црква Света Петка во Кавадарци. Денеска градоначалникот Александар Панов ја најави акцијата и ги повика сите граѓани активно да се вклучат во истата. Во текот на утрешниот ден целокупната јавна администрација, училиштата, децата во училиштата, наставниците, професорите, меѓутоа еве очекувам и сите граѓани на општина Кавадарци да го дадат својот скромен придонес и да во текот на утрешниот ден од раните утрески часови, негде околу 10 часот, за кога се закажани и организираните автобуси да бидат дел од ова повеќегодишна акција и да уште еднаш заедно сите кавадарчани учествуваме во нешто што значи бели дробови на градот Кавадарци. За ова исклучив бенефит имаат граѓаните на Кавадарци. Секое дрвце садено на територијата на Кавадарци е бенефит на секој граѓанин и на сите кои што живеат во општина Кавадарци. Во Кавадарци ќе бидат засадени околу 35.000 садници, а ќе се пошумува површина од 15 хектари на висорамнината Витачево. Во акцијата ќе се вклучат сите основни и средни училишта од Кавадарци. Учениците ќе садат во урбаните делови од градот и во дворовите на нивните училишта. Се планира околу 35.000 садници да бидат насадени од граѓаните на најлесен начин со колци, со гижа што го викаме, така да мислиме дека за кратко време, за може саат-два, секој еден што ќе учествува ќе може да ја исполни таа норма, што ќе значи, како што каже градоначалникот, подобри климатски услови во ова време на се поопасните состојби со микроклимата во светот, па и кај нас. Тоа ќе значи наш допринос за нашиот живот, за нашата клима, за нашиот воздух, за загадувањата кои што се поприсутни и ја загрозуваат атмосферата на планетата. Ова акција ќе биде поддржана и од кавадарчани, за која што утре на градскиот плоштад од 10 часот ќе има организиран превоз за местноста Витачево. До утре, 30 ноември, сточарите можат да поднесат барање за субвенционирање на платите на сточарите во висина до 80% од месечната бруто плата. Деталите во продолжение. Во тек е пријавувањето за субвенционирање на платите на овчарите во висина до 80% од месечната бруто плата, а крајниот рок е 30 ноември. Сточарите можат да поднесуваат барање за субвенционирање на платите за чување и пасење на овци, кози или говеда на ливади кои се наоѓаат на надморска висина поголема од 700 метри. Поддршката која изнесува 80% од просечната месечна плата во оваа дејност се однесува од 1 ноември 2015 до 31 октомври оваа година. Истата е неповратна, а се добива за едно вработено лице на 150 овци, 50 кози или 80 говеда. Право на користење имаат регистрираните земјоделски стопанства, а минималниот износ е до 300.000 денари по лице за најмногу 20 вработени. Во досегашното неколкугодишно применување на оваа мерка се исплаќаат од 5 до 6 милиони денари годишно. Народната банка на Република Македонија од јануари оваа година во значителна мера има постигнато усогласеност на податоците со барањата од регулативата за платежната статистика на Европската централна банка. Пат на индустриското производство за 3,6% објавува Државниот завод за статистика. За подетални информации за вестите од Македонија во продолжение. Во согласност со новите подзаконски акти кои го регулираат известувањето од доменот, почнувајќи од јануари 2016, во значителна мера се постигна усогласеност на податоците со барањата од регулативата за платежната статистика број 14.9/2013 на Европската централна банка. Известувачите доставуваат месечни податоци за сметките за вршење плаќања, платежните картички од аспект на брендот и видот на картичката,
уредите кои што прифаќаат платежни картички, платежните трансакции по типот на платниот инструмент и типот на уредот, типовите учесници во платните системи и за плаќање обработени преку платните системи. При тоа, за прв пат известувачите доставуваат податоци за трансакциите направени со платежни картички на уредите, обслужувани од страна на резидентни обезбедувачи на платежни услуги со картички издадени надвор од земјата, како и податоци за трансакциите на уредите обслужувани од страна на нерезистентни обезбедувачи на платежни услуги надвор од земјата со картички издадени во земјата. На овој начин, платежната статистика опфаќа и податоци за прекуграничните трансакции во работењето со платежни картички, информира Народна банка на Република Македонија. Народната банка на Република Македонија информира дека постојано го приспособува своето работење според најдобрите практики кои што се применуваат во рамки на Европскиот систем на централни банки. На овој начин, новата рамка на платежната статистика придонесува кон остварување на една од стратегиските цели на Народна банка за обезбедување квалитетни статистички податоци, усогласени со европските статистички стандарди, а при тоа водејќи сметка за известувачкиот товар и нивната ефикасна, навремена и едноставна дисеминација до корисниците, се вели во соопштението на НБРМ. Индустриското производство во октомври 2016 година во однос на октомври лани бележи опаѓање за 3,6%, а во периодот јануари-октомври 2016 во однос на тој период лани има зголемување за 4,4%, објави Државниот завод за статистика. Гледано по сектори, индустриското производство во секторот рударство и вадење на камен во октомври 2016 година во однос на октомври 2015 бележи опаѓање од 0,8%, во секторот преработувачка индустрија бележи опаѓање од 4,5%, а во секторот снабдување со електрична енергија, газ, пареа и климатизација пораст од 10,5%. Намалувањето во секторот преработувачка индустрија е резултат прецена на намаленото производство во следните оддели: производство на прехранбени производи, на тутунски производи, на хемикали и хемиски производи, облека, производство на производи од гума и производи од пластични маси, метали и производство на фабрикувани метални производи, освен машини и опрема. Според главните индустријски групи, производството во октомври 2016 година во однос на октомври 2015 бележи пораст кај енергија за 4,2%, капитални производи за 18,3% и трајни производи за широка потрошувачка за 73,8%, додека опаѓање бележи кај интермедијарни производи, освен енергија за 4,4% и нетрајни производи за широка потрошувачка за 16,9%. Седумдесет лица загина, а најмалку 6 преживеа во авионската несреќа која се случи утринава во централниот дел на Колумбија. Во авионот што се урна патуваа и фудбалерите од бразилскиот клуб. Поради поплавите предизвикани од големото невреме, грчките власти побараа да биде прогласена вонредна состојба на островот Лесбос. Вестите од светот во продолжение. Најмалку 6 лица ја преживеале авионската несреќа во која утринава загинаа над 70 лица, вклучувајќи и поголем дел од бразилски фудбалски клуб, соопшти Колумбиската служба за цивилно воздухопловство. Меѓу преживеаните има тројца играчи на бразилскиот клуб Чапекоензе, двајца членови на екипажот на урнатиот авион и еден новинар. Британските медиуми посочуваат дека бразилскиот председател Мишел Темер издал указ за 3-дневна национална жалост во спомен на жртвите на авионската несреќа во Колумбија. Своја екипа од експерти кои треба да им помогнат на колумбиските власти во истрагата на несреќата ќе испрати британската служба на воздухопловните несреќи. Истрагата ќе ја предводат колумбиските воздухопловни власти, а Велика Британија ќе учествува како земја во која е произведен авионот.
Грчките власти побараат да биде прогласена вонредна состојба на островот Лесбос поради поплавите предизвикани од големото невреме. Поројните дождови кои го зафатија островот во последните денови предизвикаа поплави во голем број згради, улици и автомобили, а дојде и до излевање на реките. Жители на островот пријавиле стотици случаи на поплавување на нивните домови. Невремето предизвикало големи проблеми и во повеќе други реони во Грција. Денеска во голем дел од Македонија имавме снежна зимска идила. Преовладуваше облачно време со врнежи од снег и постудено време. Во текот на денот врнежите од снег се приближија насекаде. Максималната температура денеска достигна 4 степени. Од утре не очекува слично време на денешното, но постудено. Деталите од графичкиот приказ што следува. И овој дневник го завршуваме со видеоматеријалот кој што го сними нашиот колега Александар Костов. Денеска поплавне со инсерти од првиот снег во градот Велес. Имајте пријатна вечер со програмата на К1 телевизија.